би сакал да кажам дека сум многу среќен што општина Карпаш ја препозна идејата за зголемување на дигиталната писменост во образованието на ниво на општината, односно што беше доволно храбар градоначалникот Стефан Богоев, секторот за образование при општината, да се вклучат во еден проект кој што директно ќе влијае како на наставниот кадар, така и на учениците, директно, кои што понатаму влегуваат се повеќе и повеќе во светот на дигиталните вештини и во светот на дигитализацијата. Благодарност до општина Карпаш што беше доволно храбра да го прифати проектот, да се впушти во реализација на една иницијатива која што е воедно и глобална. Европска унија константно наложува да има што повеќе користење на дигитални вештини и дигитализација во образовниот процес, а воедно и сертификација како доказ на вештините кои што ги имаат и учениците и наставниот кадар, но и администрацијата на општините. Морам да кажам дека училиштата во Карпаш се пример во државата како се модернизира процесот во наставата, како се прифаќаат новитетите во наставата, како наставниците и раководните лица на училиштата се дел од обуките кои што се нудат за училиштата со цел да се осовременува системот на знаење на учениците, и мислам дека сме една од најпосакуваните општини каде што луѓето сакаат да живеат и каде што луѓето сакаат да ги школуваат своите ученици. Се надевам дека ова е само еден многу добар дел каде што ќе се подигне цел квалитет на наставата во нашите основни училишта. Часовите ќе бидат поинтересни, подинамични, наставниците ќе најдат начин како тоа да го направат и умеат тоа да го прават. А згора на тоа сакам да се заблагодарам на целокупниот тим, да се заблагодарам на директорките на основните училишта, на наставниците кои што се вклучија во овој проект. Секако општината стои сето овде во позадина. Да се заблагодарам на Церти Адрија, нели, на сите кои што беа дел од обуките, на наставничката, односно на професорките кои што ја реализира обуката и овозможија да ни објаснат на наставниците и на сите што бевме тука, што не е јасно и така натаму. И се надевам дека ќе имаме можност да соработуваме, како што реков, и во идниот период, можеби на некое друго поле или можеби на проширување на ова што веќе го започнавме како заеднички проект.